Od 14. do 16. ноември годинава по 11. пат во Тито Велес се одржаа рациновите средби. Тоа е една културна манифестација која што во својата мощна богата програма опфаќа манифестации од литературниот, ликовниот, театарскиот живот. Таа значи едно чествување на основоположникот на македонската современа литература и на револуционерот Кочо Рацин. Една од централните манифестации на рациновите средби е симпозиумот кој што се одржува редовно секоја година на тема што го опфаќа творечкото и револуционерно живење на Кочо Рацин и на една специализирана тема која што оваа година гласеше современата литературна критика и марксизмот. Впрочем, и оваа тема е блиска до извориштата што Рацин со своето дело и со својот живот ги дава во нашава култура. На симпозиумот присуствува и се учествува во неговата работа редица познавачи на овој предмет на марксистичката мисла, на проблемите на литературната критика, така што симпозиумот даде една широка лепеза на мислења и фиксира некои битни проблеми од оваа проблематика. Во емисијава што ќе гледате, се потрудивме низ учеството на еминентни учесници на симпозиумот да дадеме една слика на тие идеи, на тие мислења кои што се релевантни за темата што на симпозиумот беше поставена. Со нас е тука познатиот југословенски писател Оскар Давичо и книжевниот критичар Милан Ѓурчинов. Другар Давичо, ме молам, што имате вие како една основна теза која што ја изнесовте на симпозиумот да го соопштите и пред нашите гледачи? Основна теза би ми била упозорење да су догматска приступања у име марксизма исто толико штетна као и граđanска иступања против марксистичких идеала, против социјализма. Мислим да е суштина ипак у томе да ми премало ulažemo napora, premalo invencije stvaralačke da bismo s marksističkom kritikom vodili borbu protiv shvatanja koja pripadaju drugim geološkim društvenim periodima i da onda potržemo zabrane, potržemo intervencije sudova, potržemo razne takve stvari koje stvaraju jednu klimu što ne pogoduje, ne samo ne pogoduje stvaralaštvu, nego je i protiv intencija i Ustava i svih naših želja, ujedno i politike SK. A da li ovije dva pola со кои што марксистичката критика треба да го поведе остро својот диалог во име на еден свој идеал и на свој принцип, дали тие некаде се совпаѓаат? Дали тој граđanски пристап и тој пристап на кој што доаѓа, би рекол, условно од десно, имаат некои допирни точки кои што може да се дефинираат? Па има сигурно. То е pre svega jedna uprošćenost koncepata. Jer, gledajte, oni koji su poraženi društveno, oni se uvek služe simplifikacijama. I ti građanski elementi, oni nasuproti jednoj razuđenoj, bogatoj marksističkoj misli, savremenoj i modernoj, suprotstavljaju šta? Trebnik, popovski, religioznost i još nešto simplifikovanije, još nešto uprošćenije, sam nacionalizam, kao jedini mogući identitet. S nacionalizmom operišu i dogmatici. I dogmatizam se boji jedne unije, jedne federacije kakva je ova jugoslovenska, jer znaju da oni u toj federaciji ne mogu da iziđu i istupaju u ime nekog otvoreno unitarističkog ili otvoreno supernacionalističkog stava, pa oni
uvek i normalno je teže ili unitarizmu, težeći unitarizmu na način nacionalistički, na način uzdizanja sopstvene i veralesovanja sopstvene nacije. Drugar Đurčinov, koja stanova zbor za istražuvački aspekt na marksistički orientiraната критика. Што влегува во основата на незината методологија? Па, во основата на незината методологија влегуваат основните премиси од кои поваѓа марксизмот како една нова филозофска ориентација која настана затоа да на историјата и даде еден поинаков текст и која битно се разликува од другите системи. Не? Меѓутоа, во меѓувреме, од тој момент до денес се имаат појавено и други системи. Задачата на една нова марксистичка критика, барем онака како што јас ја замислувам, да биде во еден отворен диалог, ако е потребно и во конфронтација со сите тие естетички системи кои се развиваа мимо марксистичката идејна и филозофска ориентација. Онака како што Маркс и Енгелс и подоцна Ленин своевремено имава еден отворен став кон се она што на современата филозофска мисла се појавуваше и кои го превозмогнува стадиумот на старата граѓанска филозофија и научна мисла, така и една современа марксистичка книжевна ориентација. Не треба да се плаши од тој диалог, но треба, појдувајќи од своите основни премиси, да ги превозмогнува, да се надградува и да се покажува како многу поефикасна, како многу позначајна, по вистините од нив. И мислам дека у такој случај таква марксистичка книжевна критика ќе биде секогаш поавторитетна од било она што често пати доаѓа од разни страни и кое често пати во одредени средини некритички се прифаќа и се смета дека е последен збор на науката. А имаме и уште еден аспект кој што, мислам, останува секако актуелен во разгледувањето на оваа тема. Се работи за тоа на кое ниво критичката мисла може денес да се организира. На институтско, на академско, на чисто творечко, индивидуално. Мислам, кои се тие можности? Моје мислење е било и не е тоа тајна дека секогаш сум сметал дека и критиката е исто така еден вид на креација и на еден творечки чин во кој личноста учествува со својот тоталитет. Само може и тимски да се ради. Да, јас мислев на тоа. Дали некако... Се слагам, меѓутоа мораме да признаеме дека кај нас во Југославија, посебно во наша средина, тие можности се засега доста лимитирани и немаме многу традиција, позитивна традиција, досега барем да сме успеле нешто во оваа смисла да направиме. Зашто у нашој критици имамо екзистенцијализам, еден буржујски, очито филозофски концепт, кој долази, ако не да се директно сукоби sa марксизмом, а да се и то дешава, ono da otvori čepenak preko puta njega i da šičari. Ili strukturalizam. A nijedan marksistički kritičar nije stvorio neku estetiku na bazi marksizma. To ne znači da nema savremenih marksistoida, odnosno filozofa, koji bi mogli da daju inspiracije, impulsa nekakvoj marksističkoj misli. Naprimjer, postoji Ernst Bloch sa njegovim tibigenskim anti-egzistencijalističkim ovim predavanjima u onim knjigama koje su se pojavile recimo kod Nolita. Ili postoji Fromm, postoji u nekom smislu i Marcuse, a zašto se ni jedan naš marksistički kritičar nije inspirisao, kao što se Sartre, recimo u svom članku Šta je literatura, u svom eseju, inspirisao Heideggerom, inspirisao Jaspersom. Ili Goldman fenomenologijom, ili koji je stvorio sjajne stvari. Pa da, ili da bome, zašto mi prihvatamo isključivo buržuaske, građanske, antimarksističke ili amarksističke ili nemarksističke filozofske koncepte, da bismo ih na osnovu već urađene u svetu estetske
postavke, odnosno estetske misli, estetskih stavova, to prežvakavajući propovedali tačno po 5 do 10 godina kao jedino unisono gledanje koje se kod nas u literarnoj kritici javlja. Doktor profesor Dragan Nedeljković od Belgradskog univerzitet govoreše na simpozijumot za metodološki pristup na kritikata uopšto i za sintezata među metodite koji što kritikata gi pozna vo jedan opšt kompleksna marksističkata kritika. Kako bi možete da go definirate to privođenje na marksistički orijentiranata kritika kon kompleksot na oddelni metodik što gi ima veće poznatite tipovi kritika? Vidite, ja ne suprotstavljam marksističku kritiku drugim metodološkim postupcima. Ja marksizam shvatam kao jedan celovit pogled na svijet koji mora da se služi rezultatima svih nauka i svih drugih metodologija u svome pokušaju da stvori jednu integralnu književnu kritiku, u najvećoj meri sveobuhvatnu. Naravno, tu kritiku, i tu je sad nesporazum, ne može stvoriti jedan čovjek. Svi smo mi puni ograničenja, no tu kritiku stvaraju svi kritičari marksistički orijentisani zajedno. Svak se na svoj način koristi rezultatima drugih disciplina. Biti marksist danas, za mene to znači biti na nivou naše epohe. Znati što više o pronalascima nauka danas i to integrirati u svoj naučni marksistički metod. Kako je Čehov govorio, među znanjima nema rata. Znanja su pozitivna. Znanja cvetaju u miru. Postoji rat između znanja i neznanja. Sva pozitivna znanja mislim da su korisna marksizmu. I ako on hoće da bude savremen, on od njih i zavisi. On mora njima da se hrani. Ne bude li se njima hranio, ostane li jednostran, onda je utoliko manje izvršio svoju misiju, naime utoliko je manje marksizam. To je moj pogled. Druga stvar, važan je metod. Postoje neke generalne postavke. No, kad je reč o umetnosti, pored tog opšteg metoda, vrlo je bitno pitanje izgradnja mikrometodologija. Svako umetničko delo zahteva naročit pristup, novo krčenje staze ka sebi. Znači li to deka marksističkata kritika je imanentna na nekoj način? Proizleguva od sekoje konkretno i oddelno delo? Ja ne bih rekao da je ona samo imanentna. Ona je i imanentna i kontekstualna, jer delo posmatra u društvenom kontekstu. Ona je sveobuhvatna. Ali ona mora da izgradi pristup ka svakom delu. Ona opšta metodologija, to je alat kojim ću da izgradim mikrometodologiju. Ne postoji kalauz. Svako delo to je kao naročita brava. I to Wertheim brava. Treba iskovati naročiti ključ. Marksista ne može biti ni onaj koji ima kalauz, niti onaj koji obija ta vrata da bi nametnuo svoje principe. Njegovi principi moraju da se izgrađuju u svakoj prilici posebno. On mora biti, znači, majstor. To podrazbira deka marksistički od kritičar ne može da bude ni marksistički, ni kritičar ako ne je kreator. Jedan vid, ali to se kreator po sebi koji razume. Marksizam to je kreacija, to je stvaranje. Znači deka... To je dijalektika. A dijalektika podrazumeva uvek novo snalaženje i uvek novu analizu. I marksizam ne može ta minuciozna istraživanja ignorisati ukoliko neće da dođe u krizu. On se mora obogaćivati i ta nova saznanja integrisati i stvarati uvek nove zakone u skladu sa našim vremenom. Onako kako je to Marks činio u svom vremenu. On je bio na nivou znanja, na nivou saznanja svoje epohe. Mi danas ne možemo ostati na tom nivou. Ovo je 20. vek, već smo na pragu 21. veka, pa se pretpostavljaju sasvim nove sinteze na bazi postojećih saznanja. Da li to ovozmožuva na jedan takov tip kritika koja što je totalna, koja što je široka, da li ovozmožuva i da li nametnuva problem na revalorizaciji na onije saznanja što kritikata ima za oddelni dela periodi epohi? Svakako, svako novo delo, svaki novi pronalazak nas prisiljavaju na revalorizaciju.
To je Eliot sjajno objasnio, čak ne sa marksističkih pozicija, nego kao trezven i uman čovjek. Svaka nova istorijska činjenica, svako novo delo pomera ceo sistem vrednosti i mi smo prinuđeni da to sve ponovo vrednujemo, da ponovo ocenjujemo. Na simpozijumот на рациновите средби со свое забележано излагање учествуваше и писателот Томе Момировски. Другар Момировски, што според вас се случуваше како општествена околност, како едно пошироко миле околу книжевната критика, особено околу онаа книжевна критика што е марксистички ориентирана, што ја негираше и што ја потврдуваше во еден изминат период? Неколку преживеани, не сосема надминати, но во фаза на надминување тенденции и теории постоја во однос на марксистичката критика. Прво, доколку постои естетиката како наука, дека не постои марксистичка естетика, како што не постои марксистичка физика, марксистички ручек и слично. Потоа дека марксизмот може да биде само одреден вид апликација врз уметноста, врз почвата на уметноста и на литературата. Потоа дека марксизмот може да се применува само со фрагментите на марксистичките класици. Трето, дека врската на марксизмот, на марксистичката наука, теорија и размисла може да се применува само со фрагментите на марксистичките класици. Потоа, искажаната тенденција дека оној што е ангажиран како марксист во областа на литературата, дека е тоа политички волонтеризам. Потоа, тенденциите на граѓанскиот естетизам и тенденциите на класичниот догматизам и на варијантите на догматизмот. При ова може во една синтетизирана форма да се каже дека тоа е се спротивно на духот на марксизмот, зашто марксизмот ниту е механички збир на вистини, критериуми и само метод. И без оглед на тоа што класиците на марксизмот дадоја значајни прилози со своите фрагменти за уметноста, за литературата и за културата, ние марксизмот го гледаме во неговата историска, цивилизацијска, еманципаторска улога. По Горки, естетиката е етиката во иднина, или по Маркса, се она што е стварно човек. Според тоа, марксистичката критика мора да се сваќа и марксистичкиот критичар, според тоа една фундаментална аналитичка критика кај нас, во нашите современи услови, во една цивилизаторска смисла, само како иманентно синтетичка и аналитичка постапка. Потоа има некои елементи кои мораме да ги приведеме кога разговараме за ова, дека на известен начин на марксистичката критика и беше одземено со, од една страна, недостатната убеденост, недостатната пробуденост, би рекол комунистичка и револуционерна пробуденост и доследност, но од друга страна и благодарение на еден либералистички став кој нашата партија го имаше некаде до 60-тите и неколку години. Според тоа, ние марксистичката критика мораме да ја гледаме и како една појава кај нас во рамките на литературата, на уметноста и на културата, и нејзините слабости, нејзините неотпорности, исто така да ги гледаме и од гледиштето на нејзината можност да действува врз една литерарна, врз една општествена почва. Што мислите, каква е перспективата согледувајќи од овој миг, кога некои работи се веќе фундаментално, мислам, јасни и чисти? Каква е перспективата на развитокот на марксистички ориентираната уметничка критика? Марксистичката критика
Кајнарски може да се разраснува, да се потврдува и да се остварува и да се идентификува на планот на идеологијата и на уметноста, според тоа на литературата, да се реализира како иманентна, како што реков, аналитичка критика, во колку таја остварува таја цивилизаторска, таја хуманистичка, таја иднинска цел. Треба да се ликвидираат пред се некои причини, а не само последици. Мислам дека тие причини се наоѓаат пред се во некои наши литерарни ситуации кои мора да се надминат. Првин, за позицијата на интелектуалецот, на творецот, зашто сметам дека критичарот пред се јавува како специфична свест, ако писателот, воопшто творецот, покрај тоа што е тој една сензибилна, една интуитивна, една творечка личност, е и фактор на свеста, критиката е еден специфичен вид на свест која или отвора перспективи, или затвора перспективи. Според тоа, треба да се ослободиме најпрви од некои причини. Јас би навел само некои премиси од нив. Првата е дали е интелектуалецот негација или е творештво. Ние знаеме според некои француски теории, па и наши, дека интелектуалецот, критичарот, пред се треба да биде негација. Според Грамши дека е интелектуалецот креација, јас би направил еден заклучок дека интелектуалецот, критичарот треба да биде личност која креира и која негира. Значи, мислите дека суштината на критиката сепак е во творечката личност на критичарот? Ако ви разбрав добро. Апсолутно. Мислите дека може нешто организирано, нешто да се преземе на ниво на овие инструменти во општеството што ги имаме, да се поттикнува тоа творештво критичарско? Ситуираноста на критиката денеска мораме да ја гледаме целосно, комплементарно. Првин, не смееме да ја обезличуваме личноста на критичарот. Второ, критичарот не е добро и нема да се потврди како иманентна критика во колку се улулкува во еквилибристика на поимите и категориите и во колку се влюбува само нарцисоидно во собственото достоинство на стилскиот рафинман. Тој, како критичар, се докажува со своите најдобри особини на критичар. Не е прашањето во тоа со која температура и со каков интензитет куди или фали, туку колку успева да го свати, односно да го пресоздаде низ критичарската свест интегритетот на литературното дело. Меѓутоа, врз сева ова, како што добро рековте, мора да се дават и општествени поттици на критичарот и него да го сваќаме и како општествено суштество во трансформација. И најназад, или пред се, останува на широка почва, оној широк општествен, литературен, културен синдром, во колку тој биде исчистен од клановски интереси, во колку тој воспостави врска со она широка читачка публика, која се проникнува меѓу себе, а која не значи само врска помеѓу некои критичари и некои писатели и некои литературни дела, тогаш можеме да зборуваме за апсолутни или објективни услови за изразување, за разраснување и за она историска, цивилизаторска улога на марксистичката критика кај нас денеска. Тука е писателот Сретен Асановиќ од Титоград, кој што на симпозиумот на Рациновите средби зборуваше за догматизмот во критиката. Таа област, која што беше разгледувана и во некои други реферати, во неговиот доби едно прецизирање што навистина представува интерес кој што не може да остане само во рамките на едно симпозиумско разгледување, туку баре и на тамошни разработки. Во оваа емисија ќе го запрашаме другарот Асановиќ како догматизмот се рефлектира во сегашниот миг на критиката во Југославија. Ja bih prvo kazao uopšte nešto o tome dogmatizmu, jer mi se čini da ga je vrlo teško izdvojiti i govoriti o njemu u kritici. Prije svega, on je u društvu i on se na prvom mjestu u nekakva dva vida ispoljavao, kroz građansku ideologiju na jedan način, na jedan kompromisan, prilagodljiv i manje krut način i istovremeno u ovom obliku kakvoga smo ga mi poznavali, prije svega i na neki način i uvezenog,
u jednom obliku ždanovističke misli, u jednom obliku strogih obrazaca po kojima se društvo zamišlja i gradi. To možemo da go definiramo kako jedan komplot među dva sasvim protivnih pola. Ja imam utisak da su oni išli paralelno u početku, ne sukobljavajući se i ne vodeći čak ni raspravu, iako su u polaznoj poziciji različiti, duboko bili. Ali oni nisu dolazili do sukoba jer su građani nisu mogli doći do riječi, a dogmatičari nisu htjeli da ulaze u polemiku sa građanima. Oni su se našli na zajedničkoj poziciji borbe za golu egzistenciju u novim uslovima. S tim što bih ja kazao da im se u novije vrijeme pridružuje još jedan tip koji je opet u našem društvu, čini mi se, ne tako brojan, ali postoji tip, takozvani tip pragmatičara. To je onaj tip koji je oduševljen sa svim što postoji, za razliku od ovih koji kritikuju našu stvarnost. On je recimo uvijek smatrao da je postojeće savršeno i da ga nije potrebno mijenjati. Međutim, samoupravljanje i ovo novo što se kod nas događa, u stvari i pragmatičara dovodi u situaciju da nije isključeno i njegovo zbližavanje sa ovom nekakvom novom vrstom dogmatizma. Sad mislim da bih mogao to reći nešto u vezi njegovog uticaja u kritici, ali kažem, to je samo jedan od vidova njegovog ispoljavanja. Mi smo ga imali na razne načine. Imali smo ga kroz propisivanje kakva nam je literatura potrebna, dogmatizam. Imali smo ga kroz direktne zahtjeve za određivanje forme i sadržine književnog dijela. Imali smo ga kroz oblike programirane književnosti. Znači, mislite дека во тој комплот меѓу граѓанскиот и догматичарскиот начин на гледање и во тие тенденции, фактички книжевната критика, односно односот кон уметноста, беше постојано во втор план. Првична и најважна беше една идеолошка, односно политичка ориентација. Колку јас те разумем. Da, ja tako razumijem isto tu stvar. Mislim da se radi o, jednostavno, ovo je polje kroz koje se iskazuje cjelokupno društveno opredjeljenje i društveni angažman. Da li во тој случај може воопшто да се говори за книжевна критика? Ako vjerujemo, a ja vjerujem, da je istinska književna kritika stvaralaštvo, zapravo sama umjetnost, onda ne možemo uopšte u ovom slučaju da govorimo o jednoj autentičnoj književnoj kritici. Radi se prije svega o nekakvim receptima po kojima se zamišlja kako bi trebalo urediti život, urediti društvo i urediti književnost, ako je već riječ o njoj. Со нас je poetot, književniот kritičar i eseistot Vuk Krnjević, кој што на симпозиумот на Рациновите средби изнесе едно мощно интересно излагање за можностите на марксистичката критика денес. Најпрво би го прашале кои се поидовните методолошки основи на марксистичката критика во приодот кон одреденото конкретно уметничко книжевно дело. За нас danas je bitno na koji način marksistički pristup životu i svijetu, pa i umjetničkom delu kao rezultatu toga svijeta, može da se tumači moderna umjetnost. Jer takozvanu krizu marksističkog mišljenja u estetici zapravo je dovela do toga moderna umjetnost koja se neovisno kao praksa ljudskog stvaralaštva razvija, dakle neovisno od spekulativnih sistema kojima pripada i marksizam. Mi dakle moramo doći do jednog konkretnog, rekao bih sintetičnog prihvatanja i tumačenja umjetničkog dela koji je zasnovan na Marksovom principu očovečenja čoveka. Marks je naime smatrao da se granice ljudske slobode, duhovne slobode, najjasnije i najefikasnije
razvijaju u samoj umjetnosti. I on je tu, pored svih klasnih određenja jednog umjetničkog dela, uvijek pronalazio mogućnost da umjetničko delo tumači kao jednu univerzalnu kategoriju. Za njega je problem toga zašto grčka umjetnost još uvijek za nas mnogo znači i na nas umjetnički djeluje bio centralni problem njegovog razmišljanja. Jer umjetničko djelo na svoj način prevladava, kako bi rekao Hegel, vrijeme u kome je nastalo. Zato moderna kritika mora da nađe takav aparat koji će podrazumijevati totalitet jednog umjetničkog dela. I neće se baviti samo strukturalnom ili sociološkom ili ideološkom analizom umjetničkog dela, nego će ga pokušati objasniti u totalitetu. A kakva je situacija vo toj pogled, vo toj domen kaj nas, vo ta marksistički orijentirana, fundirana kritika? Kao što je poznato, mi smo imali i imamo još uvijek, mogu to da kažem, jednu vrstu dogmatske marksističke kritike. To jeste takve kritike koja neke usputne ideje marksista uzima kao novo za gotovo i po nekom modelu pokušava da tumači umjetničko delo. To je najčešće bila, tako da kažem, vulgarno-sociološka ili ideološka kritika. Međutim, sa razvojem moderne umjetnosti i kod nas i u svijetu, svi ti kriterijumi se pokazali manjkavim. Zbog toga nove generacije kritičara, tako da kažem, prihvataju mnoge rezultate koje su naučnici i kritičari iz građanske sfere mišljenja uspjeli da, kako sam malo pre rekao, u parcijalnom smislu tumačenja dela ostvare i da ih u vezi sa načinom mišljenja koje je definitivno i radikalno postavio Marks u istoriji ljudske svijesti, da ih primene i da uz njihovu pomoć, osvjetljavajući parcijalne delove umjetničkog dela, dođu do totaliteta i do suda koji će umjetničko delo do kraja rasvjetliti i ukazati na sve njegove vrijednosti. Mislim da u tom smislu generacije novih kritičara se nalaze u književno-kritičkoj praksi. Iako mi još nemamo definitivne sisteme i do toga će vjerovatno teško doći, jer je takva vrsta, tako da kažem, integralne marksističke kritike nedefinisana, mi možemo govoriti o jednoj praksi kritičara koji ostvaruju nove rezultate. Тука е Ристо Тривковиć, писател, критичар и есеист од Сараево. Неговиот интерес во рамките на симпозиумот на рациновите средби се движеше во релациите на темата можностите на марксистичката критика денес. Најпрво би ве прашале марксистичката критика, која што ја прифаќаме како еден начин на гледање кон литературата. Со кои методи, со каква методологија оперира во контактот меѓу авторот на критиката, меѓу критичарот и конкретното книжевно дело? Vidite, marksizam kao filozofija, kao teorija, kao pogled na svijet, pristupa najsveobuhvatnije čovjeku i svim pojavama, pa samim tim i umjetnosti. Dakle, uzima djelo pisca, čovjeka, društvo u jednom totalu. U tom smislu čini mi se da je pitanje metodologije, da je pitanje pristupa, da je pitanje, kako da kažem, izraza za svakog pisca, za svakog kritičara stvar jednog pojedinačnog iskustva. Naime, metodologija sama po sebi ne rješava problem
marksističkog odnosa kritičara prema umjetnosti, nego suprotno. Čini mi se da ličnost kritičara, da doživljaj koji jedan kritičar, kažem opet doživljaj, baziran na marksističkom odnosu, na marksističkom pogledu na svijet, pa samim tim ponovo ponavljam i na umjetnosti, da on kao ličan, kao sasvim doživljen, da zaviseći dakle od ličnosti, od njenog kapaciteta, da on proizvodeći se određuje i kritiku, odnosno metod kritike, koja je po meni u ovom slučaju stvarno drugostepena, sekundarna, izvodljiva, jer je u prvom planu, kažem opet, doživljaj i ličnost jeste kritičara koji su... Da li tukaj ne se dođe do jedna mnogo široka skala koja što može da ne dovede do definicija deka tukaj i metodot i pristupot se možne proizvolni? Na neki način taj prostor je stvarno širok. Na prvi pogled on može izgledati da je eklektičan, da dozvoljava ovom kritičaru da luta, dozvoljava jednu širinu. Međutim, ja mislim da je suprotno, da je taj izbor, ta sloboda izbora unutar te opšte, kažem, orijentacije marksističke, koja daje vrlo široku mogućnost izražavanja, ličnog izražavanja, ja mislim da je u onom pravom stvaralačkom smislu odbrana od dogmatizma, od doktrinarnosti, od svega onoga do čega jedno recimo suvoparno primjenjivanje metode, bilo koje metode, može da dovede. Ima primjer, recimo, što ja znam, uzmem samo jedan primjer socijalističkog realizma kao jednog od metoda gdje je primjenjivan strogo, konceptualno primjenjivan marksizam u kritici umjetnosti, da je pokazao da je bolja ta širina nego ovo drugo. Тука е доктор Зденко Шкреп, професор на Загребскиот универзитет, кој што одговорницата на симпозиумот на рациновите средби можда пластично изнесе една актуелна тема која што гласи кичот и односот кон него на критиката кај нас и критиката воопшто. Доктор Шкреп, што е по ваше мислење во овој миг причина што кичот, невредностите, шундот и во сегашно општество имаат едно, не би рекол растечко, но едно присутно место? Ja bih na ovo pitanje odgovorio ovako. Naše socijalističko društvo do sada riješilo vrlo teška, vrlo velika i brojna pitanja našega društvenog života, ali nije riješilo sva. Pa u našem društvu ostalo je još prilično malo građanštine na svim poljima. Ta malograđanština rado hvata za trivijalnom književnošću, za kičem, za tim proizvodima koji naoko zadovoljavaju umjetničke potrebe, a nemaju umjetničkih vrijednosti. Od ова што го кажавте произлегува едно логично прашање. Што нашето општество на организиран начин, преку одредени институции, одредени напори, или односно преку критичката мисла, може да направи за оваа ситуација да не биде ваква? Ima tu jedna velika teškoća, a ta se sastoji u tom što je suvremena umjetnost i književnost, takozvana moderna umjetnost, toliko se udaljila od potreba suvremenoga čitaoca i poštovaoca umjetnosti, od onoga što on očekuje od književnosti i umjetnosti, da on nekako mehanički hvata za umjetnošću koja nema više umjetničkih vrijednosti. Mislim da frontalna borba protiv tih pojava nije lako moguća. Svakako bi kritika dnevna na području likovnih umjetnosti i na području književnosti trebalo da mnogo jače nego do sada pokazuje na one elemente koje umjetničko djelo čini kičem, a književno djelo trivijalnim. Tu bi trebalo da se škola, srednjoškolska nastava, drukčije organizira nego do sada.
Neće biti mnogo pomoći od toga ako nastavnik samo generalno osude određena djela, a ostala diže u nebesa. Nego bi trebalo da mirnom analizom pokaže učeniku što je vrijedno u književnosti, što je nevrijedno i ukoliko ona djela kojima se taj mladi čovjek zanosi, detektivski roman, nevrijedni stripovi, pornografska djela, ukoliko ona nisu dostojna njegove pažnje, to bi trebalo činiti mirnim kulturnim načinom, a ne pomoću osuda i loših ocjena. Branimir Donat, pisatelj od Zagreb, učestvуваше во симпозиумот со едно интересно искажување кое што се однесуваше на еден конкретен спој, на едно поле на допирање меѓу критиката и еден вид литература. Што мислите, дали во сегашниот миг на развитокот на критичката мисла и особено тргнувајќи од нашиот однос кон ова марксистички ориентирана критика, можеме да направиме некоја граница, некој раздел меѓу она вредносна и невредносна критика? Што тоа